Минатата сабота, браќа и сестри, почев да зборувам за анонимниот пророк и застанавме во првата книга на Царевите, 13 глава. Па јас ќе ве повикам да отвориме повторно таму. Прва книга на Царевите, 13 глава. Мало подсетување, мал вовед за оние што не ја слушнаа првата проповед. Кога израелскиот цар Јеровоам, северниот цар, едносно царот на северното поделено царство, решил да ја смени комплетно религијата на Израел од страв да не ја загуби власта, од страв, значи, ако неговиот народ, иако тие биле 10 племења, значи мнозинство, ако продолжат да одат во Ерусалим, да му се поклонуваат таму на светецот Израелов, таму да принесуваат жртви, таму да се молат, таму да ги слават господовите празници, се исплашил дека самата таа традиционална пракса ќе ги обрне нивните срца кон желбата за единство со јудиниот цар, со јужното царство, и со тоа се исплашил дека он ќе загуби власта. Заради тоа, бидејќи си и го ставил својот личен интерес и кожичката своја на прво место пред Господа, пред вистината, пред се оно што е важно, затоа и нема било тешко да ја смени целата религија на Божиот народ и да им воведе едно идолопоклонство, за кое што не се ни потрудил да биде оригинално нешто ново. Изгледа му фалело и мечта му фалело, и фантазија, и можеби некој посебен дар, па дури се решил да го копира отпадот од времето на Арон со 2 златни телиња и дури да ги цитира истите зборови на Арон, да ја повтори таа суеверна глупост дека овие телињата го изведоа Божиот народ од египетското робство. Но тука дошол еден човек, наречен Божи човек од Јудеја, во моментот кога Јеровоам се подготвувал да принесе жртва на паганскиот жртвеник што го подигнал, и Божиот човек, анонимниот пророк, му се обратил на кого? Се сеќавате? На жртвеникот. Му се обратил на жртвеникот, искажувајќи едно пророштво, што го прочитавме, кое што се однесува над 300 години подоцна во иднина за раѓањето на јудиниот цар Јосија. Јосија живел непосредно пред Вавилонското робство, значи повеќе од 3 века подоцна, и бил еден од ретките, така наречени, добри цареви. Добрите цареви биле оние кои што биле верни на Господа и на неговиот закон, и обично тие вршеле реформа во Израел после долги години отпад, после долги години идолопоклонство, после долги години на лоши цареви. Повеќето, за жал, и во Северното царство, и во Јужното царство, повеќето биле лоши цареви, биле идолопоклоници, биле отпадници од верата, прекршители на заветот, а ретки биле оние кои што, како царот Давид, сакале да му служат на Господа. На жртвеникот, Божиот човек од Јудеја му прорече дека царот Јосија, што ќе се роди во иднина, на тој жртвеник ќе принесе човечки жртви, ќе ги принесе самите пагански, идолски свештеници,
и ќе гори врз нив човечки коски. Страшни зборови. Се разбира, зборовите биле кажани за да бидат го тежок прекор за самиот цар и за сите присутни на тоа идолско или паганско богослужение. И дори пророкот најавил знак дека тоа што го зборува е вистина, дека жртвеникот ќе се распука и дека ќе се истори и пепелта што е на него. Значи, комплетно ќе се растори тој пагански, идолски жртвеник, кој што Јеровоам го подигнал. Потоа се случило едно интересно чудо. Исполнет со гнев, царот наредува да се уапси анонимниот пророк и како што веројатно ја испружил раката со наредба фатете го, или со показател, можеби. И така раката и му се издрвила, му се исушила, и така што повеќе не можел да си ја повлече назад. Бил во една таква трагикомична, здрвена положба. И што се случува сега, бидејќи тука застанавме во тој момент, во 5 стих се вели: жртвеникот распукна, значи навистина се распука, како што беше проречено, и пепелта се истори од жртвеникот, според знакот што го даде Божиот човек по Господова наредба. Како реагирал царот на сето ова? Значи, ем здрвена рака, ем Божиот знак се исполнил. Жртвеникот навистина се распукал. Пепелта навистина се историла. Царот проговори и му рече на Божиот човек: помоли го Господа, својот Бог. А сега помоли го Господа. Помоли го Јах. Помоли го вистинскиот Бог, за да можам да ја вратам раката кон себе. Зошто не се обратил кон телињата? Тие да го исцелат? Нели телињата, израелскиот народ го ослободија од египетско робство? Како? Царот е свесен за лагата што ја зборува. И лажните пророци се свесни за лагите што ги зборуваат. И содомскава канализација, односно режимските медиуми денес, се свесни за лагите што ги зборуваат. Дали ние сме свесни што е лага, а што е вистина? Оние што решиле да му служат на ѓаволот, тие се свесни дека лажат и свесни се дека не му служат на Господа и дека војуваат против него. Но тогаш кога ќе загусти, тогаш кога ќе дојдат тешки денови, ќе дојдат маки, некој од нив ќе се сетат кој е вистинскиот Господ и ќе се сетат да побараат помош токму од него. Божиот човек навистина го помолил Господа и царевата рака се врати кон него и беше како порано. Како па сега постапува царот после ова чудесно исцеление. Овој пример, ово сега го прочитаме, е нешто многу познато. Ова е класичен пример за тоа како се однесува грешната човечка природа, тогаш кога ќе се соочи со поголема сила од себе. Како се однесува? Тогаш ако треба и ќе ласка, ако треба типично мизерно однесување, кога си силен, ако треба, ќе го газиш другиот, кога се чувстваш силен, кога ќе се соочиш со тврд орев,
тогаш ќе бидеш Заев, тогаш ќе бидеш со свиткана кичма, тогаш ќе бидеш како и сите други партиски подлизурковци, бидејќи од такви карактери се состои политиката и лажните религии во овој свет. Се е во служба на ѓаволот и се е во карактерот кој што он сака луѓето да си го имаат, грешниот, паднатиот карактер, нешто што е многу одвратно и во очите на народот, а да не зборуваме за во Господовите очи. Бидејќи се работи за класична манифестација на грешната човечка природа. Затоа да не ве чуди ако со ова се среќавате и во Божијата црква, се среќавате меѓу среде Божиот народ, бидејќи тоа е нашата грешна човечка природа. Човек треба да биде верен на Господа, за да ги победи ваквите искушенија. Дали царот имал вистинско покаяние после ова чудо? Јас не сакам да судам. Дај Боже вистински да се покајал, меѓутоа дали иднината, дали неговата иднина покажува дека тоа било случај. Царот значи му се обраќа на Божиот човек после неговото исцеление и вели: дојди со мене дома за да се подкрепиш и ќе ти дадам подарок. Еве го тоа. Ќе ти дадам подарок. Пред малку сакав да те апсам, да те тепам, ама сега е поинаква позицијата. Сега ќе се умилкувам. Како одговорил пророкот? Видите, ова е нешто што денес е ретко. Денес ретко се случува вакво нешто. Денес ретко постојат вакви луѓе, вакви карактери, вакви примери. Бидејќи денес се е во знакот на екуменизам, на политичка коректност, на пази да не го навредиш другиот, пази да не ги навредиш содомциве, пази да не... Све мора да биде некако коректно, некако бонтон, некако толерантно во секој поглед. Но пророкот одговорил на царот: да ми ја дадеш половината од својата куќа, не би тргнал со тебе. Не би јадел, не би пиел на ова место, зашто вака ми е заповедано од Господовото слово. Зошто? Не јади леп и не пий вода, ниту се враќај по истиот пат по кој си дошол. Кој му го рекол тоа? Кој му го рекол ова? Господ му го рече. Значи, таму отиди, пренеси ја пораката и нема ни да јадеш леп, ниту да пиеш вода, па ниту да се враќаш по истиот пат по кој си дошол. Замислите. Зошто вакво нешто? Да читаме понатаму. И отиде по друг пат и не се врати по патот по кој што дојде во Ветил. Сега, 11 стих. А во Ветил живееше стар пророк. Неговите синови дојдоа кај него и му раскажаа се што сторил оној ден Божиот човек, овој од Јудеја, значи, во Ветил, и зборовите што му ги кажа оној на царот, му ги раскажаа синовите на таткото. А тој ги праша: по кој пат си отиде? Синовите го покажаа патот по кој што си отиде Божиот човек, што беше дошол од Јудеја.
Тогаш пророкот им рече на синовите: насамарете ми го ослето. Тоа било превозното средство во тоа време. Насамарете ми го магарето. Се возеле со магаре? Јас само еднаш кога бев многу мал и од 20 сеќавам на тоа. И му го насамарија ослето, а тој јавна. Тргна па Божиот човек и го најде како седи под еден даб и го праша: ти ли си Божиот човек кој дојде од Јудеја? А тој му одговори: јас сум. Што правил анонимниот пророк од Јудеја? Се одморал. Веројатно патувал пешки. Се одморал под еден даб. Логично. Но стариот пророк, кога се уверил со кого има работа, му вели: дојди со мене во мојот дом за да јадеш нешто. Сега Јови го кани пророкот да дојде кај него. Значи, стариот пророк, значи, како е представен овој човек? Библијата како ни го представува овој човек од Ветел? Во Ветел живееше еден стар пророк, вели. Така? Дали кажува, и тој нема име, да, но дали кажува нешто вакво? Во Ветел живееше еден лажен пророк. Не кажува такво нешто. Значи, во Ветел се живееше еден стар пророк. Значи, човекот си бил пророк. И тој си бил пророк, нели? Тој може би имал цела пророчка кариера зад него. Тој бил стар пророк, имал возрастни синови и така натаму. Сигурно имал и внуци и така натаму. Како? Пензиониран пророк, да. Сега и стариот пророк, значи пензионеров, му вели на анонимниот од Јудеја, на младиот: дојди со мене во мојот дом за да јадеш нешто. Како одговорил јудеецот. Исто како и на царот. Но тој одговори: не смеам да се вратам со тебе, ниту смеам да јадам леб или да пијам вода на ова место, зашто од Господовото слово ми е наредено ова. Кое? И сега му го повторува истото. Не јади таму леб, не пии вода, ниту се враќај по патот по кој што си тргнал онаму. Дали забележувате разлика како му се обраќа, како му одговора на стариот пророк во однос на тоа како му одговорил на царот пред тоа? На царот му одговорил категорично и со доза на презир. Значи, половина царство да ми дадеш, половина палата да ми дадеш, јас со тебе нема да отидам. А како му се обраќа на стариот пророк, му се обраќа со доза на респект. Значи, какво што не заслужуваат политичари, со доза на респект, бидејќи овој навистина бил пророк. И затоа му одговора младиот и му вели: не смеам да се вратам со тебе, ниту смеам, значи, кажува дека јас би сакал, јас би дошол, јас те почитувам, може да се рече, но не смеам. Господ ми го забрани тоа. Гледате, тука сакам да нагласам малку разлика во респектот, разлика во однесувањето. А може би во тоа и се криела слабоста на младиот пророк, бидејќи сега стариот пророк се послужува со измама. Каква измама? Измама во името на Господа. И ова треба да представува лекција и за нас, бидејќи денес живееме во време на многу лажни пророци. Денеска се множат лажните пророци. И многу лажни пророштва, и интернетот е полн со лажни пророштва.
од секакви верски заедници. И тука треба да бидеме многу внимателни. На тоа, 18 стих, овој му рече: и јас сум пророк како и ти. Ама и јас сум пророк како и ти. И ангел ми рече со Господово слово: поведи го со себе дома, за да јаде леб и за да пие вода. Значи сега Стариов се послужува со измама, велејки и јас сум пророк. Тоа било вистина, меѓутоа што не било вистина? Ангел, овде се вели ангел, само ангел се вели. Дали на вистина му се јавил ангел за да му каже такво нешто? Па може да му се јави некој што се представува како ангел, можело и тоа да биде. Има еден ангел за кој што апостол Павле ни вели, кој што милува да се појавува како ангел на светлината, ама не е тоа. Не е тој тоа. Тука е што? Тука е црн ѓавол. Како и да е, се работи за измама. И понатаму продолжува библискиот текст, велејки со овие зборови го излагал. Значи, веројатно самиот стар пророк бил свесен дека лаже. Тука Божиот човек од Јудеја прави грешка, и тоа катастрофална и кобна грешка. Грешка опасна по неговиот живот. Ова е пример колку е опасно, оно што го кажував порано, колку е опасно кога веќе Господ ја покажал својата слава, дури и со знаци и чуда во твојот живот, колку е лошо, колку е страшно, после тоа, како Ананија и Сафира, да направиш дури и најмалечок греф. Во светлината на Божјата слава и најмалечок греф е нешто страшно и опасно. Зашто бил страшен и опасен гревот на Адам и Ева? Што било толку лошо и страшно да се гризне од некој плод? Зарем тоа злосторство? Зарем тоа се споредува со денешните гадоти, со денешните беззаконија на овој расипан свет и неговите водачи? Пораката е оваа: во светлината на Божјата слава, како и во апостолската црква. Кога Господ ја покажува својата сила, дури и со знаци и чуда, и најмала непослушност, и најситен престап против Божјето Слово е опасно по живот. Дали сме свесни за тоа? И Божиот човек се врати со него во неговата куќа, јадеше леб и пиеше вода. Зошто му било толку, веројатно бил млад и неискусен, зошто му било толку лесно да погреши? Па затоа што и ова е пророк, затоа што ова е стар пророк, ова е искусен пророк, ова има цели години верност позади себе, ова е светец. Може да си помисли, ова е ангел Господов. Што рече апостол Павле, пишувајќи им на галатјаните? Дури ако и ние, кој ние, на кого мисли? Дури ако и ние, апостолите Христови, ние, не некои лажни пророци, дури ако и ние, вистинските Христови апостоли, или ангел од каде? Не некој демон, не некој вонземјанин, ангел од небото, дури ако Божи ангел, вистински Божи ангел се симне и ви каже друго евангелие, спротивно на она што ние го проповедавме, што? Проклет
да биде. Не треба да се слуша никој ни најголемиот светец во Божјата црква, среде Божиот народ, ако тоа што го кажува е спротивно на што? На Божјото Слово. Го познаваме ли Божјото Слово? Значи, Ева и померува на змијата, анонимниот пророк му поверувал на Стариов, дека навистина Божјо Слово дошло и до него и му ги кажало овие зборови. Сепак, како и во случајот со Ева, дали тоа што биле излагани и таа, и овој пророк, дали тоа што биле излагани ги лишува од одговорност за непослушноста? Не. Затоа што и Ева го познавала Божјето Слово, не јадете од тоа дрво, јадете од сите други, само од тоа не јадете. Тоа не е ваше. И Божјов човек го познавал Божјето Слово. Многу јасно, два пати го кажува, дури два пати го кажува, еднаш пред царот, еднаш пред Стариов. Господ ми забрани ниту да јадам леб, ниту да пијам вода, дури да не се враќам по истиот пат, по кој што сум дошол. Затоа одговорноста останува. Кога правиме престап, кога грешиме против Божјата волја која што ја знаеме, која што ни е откриена, тогаш сме одговорни за гревот. Дури и ако гревот сме го направиле под наводници олеснителни околности, затоа што некој не излажал со некоја сладка, примамлива лага. Тоа не ослободува од нашата одговорност, што ја познаваме, ја знаевме Божјата волја, го знаевме Божјето Слово и сме го престапиле. Не постои изговор за тоа. Понатаму текстот вели додека седеа покрај столот, се видите кој чудо сега Господ го прави. Значи сега овие јадат дома кај старецов, кај пензионерот, си јадат дома во Ветил. Што беше Ветил, се сеќавате? По еврејски Бет-Ел. Божиот дом, Божијата куќа. Кој го нарече така тоа место, се сеќавате? Значи, ова место било свето место. Затоа Јеровоам решил едниот олтар пагански таму да го направи. Значи, ова било свето место. Ова било, што да речеме ние денес, Свети Прохопчински, што е кај нас најблиска некоја светиња. Кај што луѓето биле навикнати да одат таму, тоа било посветено место, тука Господ некојаш се јавил на нашиот патриарх, на нашиот отец Јаков, на самиот Израел. Ова е сега Божи човек што живеел во Ветил, тоа се свет човек, ова прашање. Ова е свет човек, ова е свет старец. Меѓутоа, какви впечатоци и да имал младиов, што го гонеле, го притискале да постапи спротивно на Божјата заповед, нема изговор, затоа што ја престапил Божјата заповед. И додека седеа покрај столот, че кога јадеа се уште заедно, му дојде Господово слово на кого? На Стариот пророк. На лажгово му доаѓа вистинско Божјо слово, што покажува дека лажгово бил пророк на вистина, бил Божи пророк на времето. И сега му доаѓа вистинско Господово слово на пророкот кој го доведе назад, и тој му извика на Божиот човек кој дојде од Јудеја
Господ вели вака, затоа што не ја послуша Господовата заповед и не ја пазеше наредбата што ти ја даде Господ твојот Бог, туку се врати, јадеше леп и пиеше вода во местото каде што ти реков да не јадеш леп и да не пиеш вода. Затоа твоето тело нема да легне во гробот на твоите татковци. Што значи ова? Нема да бидеш погребан. Ке умреш и нема да бидеш погребан. Звучи ова строго, звучи страшно. Зошто е толку строго, толку страшно? Заради оно што го кажавме пред малку. Кога живееш во присуство на Божијата слава, Божијата сила, Божиот дух во тебе, дури до скоро си правил чуда, Господови, со Божиот дух во тебе. После тоа и најмала непослушност е страшна, како за Ананија и Сапфира, страшна и опасна по живот. И Господ направил пророков од Јудеја што сгрешил, својата осуда да ја слушне од устата на оној кому му се восхитувал, оној кој што го излагал, за да научи, иако предоцна за својот земски живот барем, за да научи дека на оваа земја не треба да имаме никаков човечки авторитет. Ма дури и пророк да е, светец да е, ангел од небото да е, а камоли проповедници, теолози и не знам шо. Никаков човечки авторитет не е поголем од Божјото Слово. Господ направил преку устата на оној што си го поставил пред Господа, што си го ставил него на прво место, од негова уста да ти дојде сега Божјата осуда заради тој престап. Откако оној кој го беше довел, го најаде леп и го напи вода, му го оседла ослето и оној замина. Кога заминуваше Сефте, кога заминуваше младиот пророк назад, по друг пат, како одеше? А сега? Сега домаќинот дури му подготвил и осле, па со ослето да се враќа полесно. Што се случило на патот? А на патот го сретна лав. Во Јудеја имало лавови и во времето на Давид. Денес не. Денес и кај нас нема. Кога последен пат имало лавови кај нас? За да си цртаме лавови по знамиња, по грбови. И правиме статуи лавовски по Скопјево. Кога последен пат имало лавови кај нас? Сега велат умреле, ги умрели и нив. И оние во зоолошка. На патот излезе лав и што направи лавот? Лавот се фрлил врз него и го усмртил врз пророкот и така мртвото тело лежеше испружено на патот. Ослето стоеше покрај него, а и лавот стоеше покрај телото. Лавот ниту го јаде телото на убиениот пророк, ниту го јаде магарето, значи магарето си е живо и здраво цело време. Лавот не бил гладен, туку единствената причина зошто го нападнал пророкот е за да го убие. Заради Божијата казна. Понатаму 25 стих вели, поминувајќи луѓето ги видоа мртвото тело, значи се поминуваа сега други луѓе, други патници по таа врвица, и ги видоа и мртвото тело испружено на патот, и лавот како стои покрај него, и кога отидоа, го јавија тоа во градот каде што живееше стариот пророк. Значи, овие биле на пат за Ветил.
Кога го чу тоа, пророкот кој го беше вратил оној од патот, рече: тоа е Божиот човек кој не ја запази Господовата заповед. Страшно нешто. И Господ го предаде на лав, што го нападна и го умртви според словото што Господ го рече. Господ има контрола над сите лавови, над сите волци, над сите мечки. Татко ми кажуваше еднаш како во Грција, враќајќи се од војската на Захариадис, го знаете тој тип кој беше, се враќал пешки кон селото и вели дека среден ноќ низ шума сретнал мечка. И мечката не само што ништо не му направила, туку така се размина мечката со него. Татко ми велеше, уште фалеше само да ме поздрави. Така изгледаше ситуацијата. Татко ми доживеал Божио чудо многу години пред ја да се родам. И не му било јасно зошто се случило тоа Божие чудо. Понекогаш и луѓето се соочувате со чуда кои што можеби не ви се јасни како е тоа можно или зошто тоа се случило. Една работа што треба да запаметите е: Господ има контрола над се. И над сите зверови, и над сите животни, и над сите луѓе, и над сите непријатели. Па ја се прашувам, зошто Господ му забрани на пророкот да не се враќа по истиот пат од Ветил назад во Јудеја, туку по некој друг? Дали затоа што знаел дека во толку и толку часот на тоа и тоа место по истиот пат ќе има гладен лав, ќе има мечка, ќе има волк? Господ све знае. Значи, дури ако нешто ви изгледа чудно, зашто сега ваква ситница, зашто мора вака? Па што е битно по кој пат ќе се вратам? Све е битно. Во Божието Слово све е битно. Секоја ситница, бидејќи Господ ги гледа сите ситници. Господ знае кога, во колку часот, во која минута на тоа место ќе помине мечка. Ќе помине лав, ќе помине волк, змија. Господ ги знае сите ситници. Вие ги знаете? Не. По кој пат ќе се враќате денес дома, по кој пат ќе се враќате? Вие што имате автомобили сега, по кој пат ќе возите до дома, по кои улици ќе возите, која раскрсница ќе поминете, каде ќе се вртите лево, каде ќе се вртите десно, на кој семафор? Кој ги знае тие ситници од напред, што ќе се случува со вашиот пат во иднина, било со автомобил, било со воз, било со авион, било пешки, било со точак, со мотор? Кој ги знае сите тие ситници? Само Господ. Интересно што стариот пророк наредил да му не самарат друго осле, и тој отиде и го најде мртвото тело фрлено на патот, и ослето, и лавот. Лавот цело време си стои таму. Видите колку поминуваат часови, лавот цело време си стои таму. Лавот како да држи стража по наредба од Божи ангел, да седи таму и да биде жив доказ за Божието чудо што се случило. И магарето стои, не се плаши од лавот, и лавот стои, не го напаѓа магарето. Значи, Господ прави чуда, како она, кога врбата родила грози, еднаш имав таква проповед, а сега, кога е волкот сит и овците на број. Сега, дали лавот бил сит или гладен, не знаеме. Важно, по Божја заповед, лавот си бил мирен, како и во
јамата во која што беше фрлен пророкот Даниел многу векови подоцна. Лавовите си беа мирни и не смееле да мрдаат. И лавот не го изеде телото на убиениот пророк, ниту го растргна ослето. Тогаш пророкот го подигна мртвото тело на Божиот човек и го префрли преку ослето и се врати во градот во кој живееше, за да го пожали и да го погребе мртвиот. Го стави мртвото тело во својата гробница и плачеше над него. Сега, стариот пророк кој што го излажал младиот и кој што, бил соучесник во пропаста на овој, сега плаче и искрено жали по него и му вели: "Ах, брате мој!" А кога го закопа, им рече на своите синови: "По мојата смрт погребете ме и мене во истата гробница каде што е погребан Божиот човек. Ставете ги моите коски покрај неговите." Убиениот пророк сепак бил погребан, но според Божјото слово не во гробницата кај неговите татковци, не во неговиот дом, во неговата земја во Јудеја. Туку останал тука на север, погребан во Ветил. И стариот пророк оставил аманет и него да го погребаат во истијата гробница до коските на младиов, зашто без друго ќе се исполни словото што по Господова заповед го објавил за жртвеникот во Ветил и за сите идолопоклонички куќи на високите места во градовите на Самарија. И тука започнува отпадот на самаријаните. Е мешавината на паганското и Господовото богослужение. Но, еве го сега лицемерието на царот, ниту по овој настан Јеровоам не се одврати од својот лош плат, значи претходното беше само циле-миле, политичка ласкавост и глума, туку и натаму поставуваше прости луѓе за свештеници на високите места, на кој сакаше му даваше подароци за да стане свештеник на високите места, значи купуваше свештенички служби со пари. Со таквата постапка паѓаше во греф Јеровоамовата куќа, неговиот дом, се рушеше и ја снемуваше од лицето на земјата. Така ја завршивме 13-та глава од Библијата. Поставам само едно прашање. Дали пораката од овој случај и од оваа библиска глава е јасна или сакате да читаме Елена Вајд во врска со неа? Дали е јасна пораката? Јасна е? Има нешто нејасно? А сепак сакате да читаме, Ај уште малку ќе ги прочитам само најбитните реченици. На 67-та страница од македонскиот превод на Пророци и цареви се вели: "Напразен бил трудот на Јеровоам посветувањето на тугиот олтар да го претвори во свеченост", значи во празник. Почитувањето кон тој олтар би довело до непочитување на правилното богослужение во Ерусалимскиот храм. Веста на пророкот требало да го наведе израелскиот цар да се покае и да се одрече од своите безбожнички намери, кои би го одвратиле народот од вистинската служба за Бога. Но неговото срце закоравело и тој одлучил да продолжи по својот пат, кој самиот го избрал. Се разбира, треба да бидеш многу закоравен, за да почнеш да правиш вакви постапки.
Потоа се опишува идолопоклоничката служба на царот. Има една реченица кај што Елена Вајд вели: за време на свеченоста во Ветил, Израелевите срца се уште не биле сосема закоравени. Значи, царот се бил закоравен, но народот се уште не бил толку закоравен. Затоа на народот Господ му дал шанса со ова чудо и со веста на младиот пророк да биде предупреден, да свати да не се игра играчки со гревот и со Божиот закон. Го пратил својот гласник да ја прекине идолопоклоничката свеченост и да му укаже на царот и народот какви ќе бидат последиците ако продолжи понатамошниот развој на тоа отпадништво. Распаѓањето на олтарот било знак на Божиото негодување заради гадостите кои се правеле во Израел. Понатаму читаме како се случило чудото со исцелението на царевата рака. Прескокнувам неколку пасуси и сега Елена Вајд продолжува на следната страница и вели: за пророкот би било добро да останел во својата намера да се врати во земјата јудејска без одложување. Па сега го опишува средбата со стариот пророк, кој што и го излажал. И Елена Вајд вака коментира за лагата која што стариот пророк му ја рекол. Тој, мислејќи на стариот пророк од Ветил, постојано му ја повторувал оваа лага на млад. Значи ја повторувал повеќе пат. И јас сум пророк како и ти, ангел Божи ми се јави, ми рече, дојди дома, донеси го дома, нагости го и така натаму. Постојано ја повторувал оваа лага и го наметнувал својот повик. Дали некој сте биле, верувам дека секој еден од вас бил во ситуација, дали некогаш некој ве наведувал на грев, ама постојано врши притисок, постојано го повторува тоа, постојано ви досаѓа со еден збор. Упорен. Сте чувствувале таков притисок во животот? Вака постапувал, че Елена Вајд гледате како ни кажува подетални информации што се случувало од само библискиот текст. Некогаш Господ ќе дозволи да бидеме искушувани од страна на упорни пораки. Понекогаш е потребно неколку пати да се повтори пораката за да паднеме, за да се согласиме. Ѓавол знае дека понекогаш паѓаме ако само он биде малку поупорен. Според тоа и тука треба да извлечеме лекција, ако ја знаеме цврсто Божијата волја, каков год притисок, колку год да се упорни спротивните гласови и наговарања, ние треба да останеме поцврсти од нив, поупорни од нив, поинает од нив, потврдоглави од нив. Ова е добар пример за тврдоглавост. Кога треба да се исполни Божијата волја, кога треба да се остане верен на Бога, биди потврдоглав од најтврдоглавите грешници. Биди поупорен од секоја нивна упорност. Од се и од секој што те наговара да постапиш спротивно. И така го убедил Божиот човек да се врати. Затоа што постојано ја повторувал оваа лага и го наметнувал својот повик, се додека Божиот човек не го убедил да се врати. Бидејќи пророкот скршнал од патот на својата должност, Бог дозволил да биде казнет за својот престап. Додека пророкот и оној кој го повикал се вратиле во Ветил заедно, седеле на масата, се излел Светиот Дух врз лажниот пророк, вели Елена Вајд, лажен бидејќи се ја лажал, и тој изговори кон Божиот човек што беше дошол од Јудеја и рече:
Вака вели Господ, затоа што не се покори на устата Господова и не ја запази заповедта што ти ја беше дал Господ твојот Бог, телото твое нема да влезе во гробницата на татковците твои. Тие зборови се оствариле доследно. Понатаму знаеме што се случило и би сакал само да прочитам уште една реченица. Казната што го слашна неверниот гласник представувала уште еден доказ дека е вистинито пророштвото изречено над олтарот. Тука сега Елена ни кажува малку повеќе информација зашто Господ сакал младиот пророк да биде вака страшно казнет. Зошто? Видите што кажува Елена. Ако пророкот го продолжил безбедно својот пат, значи, откако ја престапил Божијата заповед, значи наослето, ако безбедно го продолжил својот пат, оглушувајќи се на речта Господова, каков ефект би имало тоа? Царот, значи Јеровоам, неверникот, царот би го искористил тој факт за оправдание на својата непослушност. Божиот човек, овој што тоа ми го прорече, овој што го распука олтарот, што ми е издрви и потоа ми е исцели раката, сега он не го послушал Господа, па си се вратил безбедно дома. Значи, што? Значи, Божиот закон, Божијата заповед не е толку битна, не е толку важна. Може и да се занемари, може и да се престапува и тоа нема да биде страшно. Се разбирате зошто? Господ сакал народот на чело со неверниот цар, како гром од ведро небо, да бидат опоменати и предупредени за трагедијата и катастрофата што ќе ги снајде сите нив како нација, ако продолжат со своето идолопоклонство, штом Господ не го поштедил својот пророк, затоа што овој во малку ја престапил неговата заповед. Не сме важни ние, нашата чест и нашиот углед. Важно е Божиото Слово, кое што треба да остави силен ефект во срцата, ушите и мислите на народот. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.